Уценетиот криминалец Зоран Заев ќе остане запаметен во историјата како човек кој од лукративни мотиви ги стави на маса највисоките државни интереси на Македонија, велат од ВМРО-ДПМН во писмено соопштение. СДСМ и Зоран Заев одат по тенок мраз и не се откажуваат од тиранската платформа и упорно со тоа ја носат Македонија кон работна бездна. Истиот тој Зијадин Села го слушавме од изборен митинг во Гостивар како ветува дека ќе ги брка македонците од работа како технолошки вишок, со што ќе ослободува места за албанци од тој крај. Веќе подолг период гледаме како Заев молчешку ми одработува агендата на Села само за да ги добие неговите 3 гласа во собранието и покрај изјавите дека Села не ги признава македонското знаме и химна, но и дека македонската нација не постоела. Аболицираниот криминалец Зоран Заев, заслепен од потребата за власт, е спремен македонците да ги продаде и да ги направи кираџии во сопствената држава, стои во писменото соопштение на ВМРО-ДПМН. Од СДСМ цела недела молчат за скандалозните изјави на нивните коалициони партнери. Во писмената реакција испратен утрово ниту еден збор за најавите на нивниот коалиционен партнер дека не се откажува од бинационалност и федерализација на државата. И треба да се испочитува она што беше испорачано како нивна желба на изборите на 11 декември. Во меѓувреме во медиумите секојдневно излегуваат нови скандалозни изјави на партнерите на Заев. Vjen mirë që Nikola Gruevski e ka kuptu mesazhin e platformës tonë politike. Këto ditë thot, nuk do të lejojmë kantonizim të Maqedonisë dhe nuk do të lejojmë dygjusi. Kjo është esenca e platformës të Aleancës për Shqiptarët. И самиот Заев пред албанската диаспора во Берн при заедничката посета со Села потврди дека планира кантонизација. Првиот чекор што мора да го направиме, да направиме уште поголема децентрализација. Да ги создадеме регионите, треба да бидеме растаретени. Дали има некоја делба по некој процент или математики? Не. Гледам овде, едно село е кантон. И тоа село се одлучува овде за самото село. Села вчера во изјава за Телма потврди дека стои зад се што кажал во предизборието и дека тоа не го прави радикален политичар.